Тука, драги пријатели, мора да ви кажам една анегдота. Мислам на 5. мај беше Виктор Мизо, така? За несреќа се погоди истиот ден и време во кое што надвор пред владата стотици хулигани ги напаѓаа полицајците. Неколку илјади граѓани на 5. мај пред зградата на владата протестираа против полициската бруталност. Некаде околу 19:45 ја приврши седницата на владата, се качи во канцеларијата, ги примав извештаите што се случува надвор, колку многу има повредени полицајци, колку многу има изливи на хулиганство од одредена група надвор. Полицијата употребила прекумерна сила за време на протестите против владата на 5. мај, стои во извештајот на Организацијата за човекови права Human Rights Watch. Тепањето луѓе е неприфатлив начин за полицијата да ја контролира толпата, а тепањето новинар кој ги покрива протестите не само што е незаконски, туку и представува и напад врз слободата на медиумите. И си реков, што ли ќе биде сега со оваа инвестиција? Кога човекот доаѓа во такво време, кога надвор имаме такви немири, такви нереди, што ли ќе си помисли? Не постои совршен злочин. Почна со станокот точно на време. Па вели, многу сме загрижени што следејќи ве, гледаме дека државата оди многу брзо напред. Што ли ќе си помисли? Почнав да му објаснувам дека тоа не е толку страшно. Што ли ќе си помисли? Што ли ќе си помисли?